При тоа пази што ни се случува. Се додека сме ние заглавени у овој лимбо. Ке имаш се повеќе бугарски пасоши, ке имаш се повеќе луѓе кои се иселуваат, Точно. ке имаш се повеќе луѓе кои не се тука. Апсолутно се согласувам. Значи делот од публиката кој сака да оди во ЕУ е веќе таму, тие се иселени со куферите. Моментов ВМРО ДПМН да бидеме најреални, ги има сите алатки во своји раце, каже 80 пратеници, да од темел ја промени држава. И велиш, они влегува у процес на олеснување на преговорите со своите коалициони партнери, односно зголемување на бројот на министерства со цел да има поголем колаж за делење. Види, што е право, ние ВМРО не сме го виделе стапнато на власт. Да. Се уште. Да. Не знаеме што ќе се случува. Минатиот пат, кога беше ВМРО на власт, тоа беше со Груевски, 2006 до 2009 до Букурешт, ВМРО беше ултра ефикасно. Ние тогаш сме направиле најголем помак во структурни реформи. ДДВ воведено, Да. реформа на даночен систем, нотаријат, фискализација. Значи нешто што до ден денес у пола од земји членки во Европска унија го нема. Во суштина тоа е држава. Тоа беше Да. state making, Така. како беше, како вика Државотворна некаква државотворна политика. Да. И тогаш Груевски беше златното момче на меѓународната Nation building. заедница. Да. Он се разочара од меѓународната заедница во Букурешт и рече добро и стана декадентен по дома. Мене ќете вие, тогаш нема да ги почитувам ни вашите стандарди. Сега ќе стегнам дома. И после се појавија тие Скопје 2014, стегање медиуми и така натаму. Инаку, од 2006 до 2009 тоа беше најреформска влада. Сега, затоа да видиме како ќе изгледа ВМРО ДПМН на почеток. Добро, Мене првите сигнали ми се дека многу ќе оди тешко таа суштинска структурна промена. Прво затоа што системот е многу инертен, ВМРО има голема политичка моќ, но е исто така папочно врзан со популизам. Да. Значи он доаѓа со политички наратив во кој од кој ќе му биде многу тешко да избега. Он доаѓа со политички наратив во кој вика ја нема да викам Северна, ќе викам Македонија. Добро. И го почна тоа. И во првите 4 дена цел свет му вика ти шо правиш? Цел свет. И ти можеш без да влагаме во интерпретација на Преспанскиот договор. Факт е дека ние мислиме дека не го кршиме, а цел свет мисли дека го кршиме. Чиво мислење мислиш дека ќе победи? Не, интересно беше Секогаш победува зашто го одбраа тој начин. Мислам, на две-три држави. Они може во суштина, на пример да го Македонија. да ја проблематизираат Грција и да, нели, протестна нота, Грција не го почитува договорот, па после тоа да почнеме обратно да ги поставиме работите. Ние пак стануваме проблем. Значи, Пак да. сега нашата страна е проблем за Преспанскиот договор. Така е. Наместо да бидат они. Ја не знам зашто така непаметно ја изиграа, току популизам за да си направат проблем уште не дојдени на власт. Значи се расправа со некој од вако. Да. А, Ништо живи. извини. Јас разбирам ако сегашната гарнитура на ВМРО ДПМН начело со Мицковски и Силјановска сметаат дека Преспанскиот договор не носи поише зијан него ќар. Таа позиција ја разбирам. Не се согласувам со неа, но ја разбирам. Ама ако ти е тоа позицијата, така направи. Раскини го. Имаш 80 пратеника? Имено. Бујрум, раскини го Преспанскиот договор. Ризикувај. Дал ќе ти изнесат, дал ќе излезеш од НАТО или нема да излезеш од НАТО, како ќе ти изгледа меѓу... Ама тоа е чиста позиција. Јас мислам дека не треба да се почитува. Мислам дека не носи повеќе зијан него ќар. Го раскинувам, имам 80 пратеника. Втора позиција, мислам дека ни носи повеќе ќар него зијан. Јас припаѓам на таа и ќе го почитувам. Ама немој ни едно ни друго, дупло голо. Да. Ниту името сме го вратиле, ниту ЕУ имаме. Дупло ни е голото. Не, сега имаме ние и председател кој што на пример нема држава. Де факто, мислам сега де јуре не е така, и се што- ама тој популизам ги доведе до степен да не пишуваат од која држава е председателот на плакета кај на самитот за обнова на Украина да пишува само Силјановска, на веб-сајтот на председателот да стои да нема ништо, само грб има, не стои ни председател. Илустрација. Да, чисто илустрација. И сега што имаме? Каква ситуација имаме? Значи, ниту го почитуваш, ниту го раскидуваш. И се негираш сам себе. Ама добро, зар- зашто би не изненадило ова, извини сега ќе те прекинам, зашто би не изненадило ова кога таа политика ни риба ни девојка ВМРО ДПМН ја води 7 години со ова раководство. 7 години бе опозиција, 7 години е таа политика. Извини. Не ме изненадува мене
јас со тоа се обидувам да ти аргументирам зашто мислам дека све ќе остане исто. Дека ние влагаме во циклус на една декада стоење уместо. При тоа ние забораваме дека имаме ситуација во која например, нема тука овде. зареме што е посрамно да кажеш Северна Македонија или мојата земја? Мојата земја, државата, името го нема уопшто. Да. Тоа е остварување на влажните сонечта на Грција од Лисабонска декларација. Ја мислам дека е тоа погрешно. При тоа, ние имаме ваква ситуација. Океј, whatever. Мислам, на крајот на краиштата нека одлучат што мислат да прават. Нека го раскинат и нека го почитуваат. Оваа глупа позиција, ниту ќе пишувам, ама не изговарам. Да, и денеска го повтори тоа Силјановска. Не го разбирам тоа. Као Бил Клинтон, пушев, ама не овлекуев. Мислам, како да ви кажам. Па не Бил Клинтон. За Моника Левинска да не мислеше. Да, Моника, да. Плукала. Да, кој е таа? Па не сме малолетни деца сега. Знаеш која е најголемата иронија? Целата кампања песната што свиреше у позадина беше заветна. И нели почија негде ќе те премолчат, негде ќе те избришат. И ја премолча, и ја све што треба све. Леле, ќе одлучат да се наежиш. Ама Да се наежиш. Ти при тоа пази што ни се случува. Се додека сме ние заглавени у овој лимбо. Ки имаш се повеќе бугарски пасоши, ки имаш се повеќе луѓе кои се иселуваат, точно. ки имаш се повеќе луѓе кои не се тука. Апсолутно се согласувам. Значи делот од публиката кој сака да оди во ЕУ е веќе таму, тие се иселени со куферите. И ние се соочуваме со екзодус. Да. Ние се соочуваме со екзодус. Само имплициран екзодус. Така е. Ние ќе останеме чаша без вода. Да. Значи тоа е многу посериозно, види, тоа е проблем кој е генерацијски проблем. Тоа е проблем кој ако не го адресираш сега, не можеш да го реши, ќе ти се влече наредните 10, 15, 20 Додека години. не снема, додека Мори нема 100 години Русија благодарение на нема Втора светска војна до ден денес има демографски 600.000 проблеми. пасоши бугарски ги ни се влече. Нека каже владата. Ние ваква ЕУ мислиме дека е нефер. Добро. Тргаме БРИКС, Русија, Катар, Обединети арапски емирати, други стануваме неутрална зона во ЕУ со финансиски услуги за цел некаков план. Знаеш? И тие приказки ние не го кршиме през Панскиот договор, тоа се приказки за мали деца. Добро, искрено, денеска прочитав едно соопштение, тоа е заедничко на САД и на Франција, во кое што ја повикуваат новата власт во Македонија да ги почитува меѓународните обврски. Зошто И би ја денеска повикувале ако кога- ја ги почитува? Не, денеска кога го објавуваат заедничкиот апел САД и Франција Од кај на истиот ден Гордана Силјановска од самитот овој за како и да беше за соработка на Процес за земји. соработка Сие рече јас ќе продолжам да го користам исто да се однесува како до сега, таа не го кршел уставот со тоа што она си викала само Македонија или воопшто не викала ништо, бидејќи таа де факто го почитува уставот затоа што незините лични документи, пасош, лична карта биле со новото име, а и документите што ги прима, складира и испраќа биле со новото уставно име, биле со уставното име, таа само во незиниот говор не можела да го каже тоа. И тоа не било непочитување на уставот, не било непочитување на меѓународните конвенции за слободи и права и така натаму и така Она натаму. почна со Сократ, Што- со Сократ. Да, со слободата Сократ. на Пошто говор. де факто таа е во право кога вели човеково право е јас да кажам од која сум, што сум и од кај сум. Тоа де факто е точно, тоа е право на самоидентификација. Но тоа може да го каже ако се абстрахира од функцијата председател. А не може. Може да се абстрахира кога ќе прави ајвар, брат. Така И е, кога Гордана ќе прави- Силјановска не пече пиперки по дома, Да. ја представува државата на официјален самит. Да, ама и секое нејзино јавно појавување, она е председател. Не може да го промениш тој факт. Не, Она, можеш, не знам можеш. што она може да каже, јас сега зборам како Да се разбере. граѓанин, а не како знаете председател. како вика Преспанскиот договор за да немаме дилеми. Ајде. Преспанскиот договор дели колоквијална од официјална употреба. Да. Добро. Значи вика вака. Колоквијална употреба што е? Граѓаните по дома.
Не, Или јас во емисија, како не во граѓани. смисла да не сватат дека ние ќе имаме полиција за името. Не, напротив, Не, он вика нема да се гони. Колоквијална се смета секој што е неофицијален представник на државата, може кај сака да збори Кај што сака, сака. што сака може да збори. Да. Официјална употреба ги вклучува избраните и именуваните функционери во сите прилики. А особено при положување заклетва или на меѓународен самит, каде Гордана Силјановска ја представува државата. Што е право? Гордана Силјановска не мора да спомне Република Северна Македонија никогаш. Цело време може да вика мојата земја. Да. Прашање е дали ќе направи штета или тјар. Ама веќе прави штета на Така, меѓународна. Она не го крши договорот, ако наместо да... Значи, она би го прекршила договорот кога би кажала Република Македонија. Да. Ама ти Она го- нема да го прекажи само Македонија, ако каже. Ти го Затоа што бришеш. Македонија се однесува на друга смисла. Во Преспанскиот договор пишува Македонија во смисла на не знам, еленска историја, култура, ти Ама добро, ти го бришеш уствари дигиталниот футпринт на Не државава. Не дигиталниот. Мислам сега го футпринт дека постои некоја држава која што го содржи зборот Македонија. Мислам, Види, јас знам дека оваа тема е многу сензитивна за многу од вашите гледачи. И Не, сакам не. добро, ама ние сме биле сите против промена на името. Еве да речеме Ама сега така, од тоа фактичка аспект. ситуација. Сега Сме биле и Сега, окей, добро бе. и можеш да го вратиш, имаш Окей, 80 тоа пратеници, ви е- што го тоа спомнавте ви е 100 стратегија. пати. Види да ти кажам. Да не бидеме ние наивни. Најголемиот дел од гласачите во Македонија немаат никаков проблем. Ако новата власт успее да го врати името, Да. да остане во НАТО и да продолжи кон него. Така. Да избегне визи, да избегне нововет, ама бојром. Ако можете да го направите, направете го. Шанса нема. Значи, предходните естаблишменти во државата не го сменили името од Кейф, го смениле затоа што немало друг начин. И тоа нема да се смени.